2013 година заврши со најголем број заболени деца од овча сипаница во споредба со изминатите. Беше мирно се до декември, кога беа евидентирани нови 110 случаи. Во ноември имало 30, а за во декември со новите, бројката за цела година да порасне на 252 заболени деца. 2012 завршила со 145 заболени, а 2011 со 245. Од нова година па наваму состојбата со овчата сипаница во Кочани се стабилизира. Во јануари има ново заболени 45 деца, а првата недела од февруари само 9, информираше доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог во Кочанскиот центар за јавно здравје. Бројката на заболени расте во Виница. Ако ланската година во текот на целата заболеле 11 деца од овчата сипаница, во 2014 15 се евидентирани за само еден месец, истакна доктор Горан Николов, епидемиолог во оваа општина. Но и покрај брзината на ширење, епидемиолозите истакнуваат дека место за паника нема, бидејќи варичелата е сезонско заболување кое се појавува претежно во зима или рана пролет. Не е опфатена со календарот на имунизација и затоа вакцина против оваа сипаница нема. Иако болеста е заразна и се пренесува со директен контакт со заболеното лице, лекарите велат дека еднаш прележена остава траен имунитет и не се повторува, а не остава и посериозни последици. Се препорачува заболените деца да не посетуваат градинка. Болеста трае 10 дена, во која главна карактеристика е осипот проследен со покачена температура. Мерките за заштита се општи, велат епидемиолозите, да се избегнува контакт со заболено лице и да се пијат повеќе течности и витамини. Болеста поминува за 2 недели, а антибиотици не се користат, освен ако се искомплицира самиот тек на болеста.